И последните 20 на минути ги посветуваме на нашето здравје, на оваа тема ова утро, на задоволство на сите нас е доктор Златана Петковска, субспецијалист кардиолог од Аџибадем Систина, со која што ќе проговориме за срцевите аритми и што ги предизвикува, како настануваат и колку типови има. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Верувам дека и овој пат нашите гледачи ќе имаат можност да добијат многу важни информации поврзани со тоа како работи нашето срце и што всушност значат срцевите аритми. Јас се надевам дека ќе им задржиме внимание и ќе кажеме дека срцевите аритми влегуваат во групата на кардиоваскуларни заболувања, а како што знаеме, кардиоваскуларните заболувања се причина број 1 за зголемена смртност во светот. Сакам да потенцирам дека во последниот период, последните 30 на години, расте се бројот на заболени од кардиоваскуларни заболувања, расте смртноста и поради тоа е важноста да знаеме дека и срцевите аритми влегуваат во таа категорија и поради нив според Светска здравствена организација 1,8 милиони на годишно ниво умираат од срцеви заболувања. Исто така, во Америка е направена една статистички податоци дека на секоја 34 секунда умира по едно лице од кардиоваскуларно заболување. Ова го кажувам не да ги исплашам граѓаните, гледачите, него едноставно да ги подсетиме колку е важно навремено да се откријат срцевите заболувања и навремено да се третираат. Што е уствари срцева аритмија? Срцева аритмија наједноставно можеме да ја опишеме како нарушување во создавањето и спроведувањето на срцевиот импулс или на срцевото отчукување. И тука имаме често знае да биде побрзо да работи срцето, да работи побавно или да работи неправилно. Срцево треба да го сватиме како една пумпа во нашиот организам, која испумпува крвта и носи хранливи материи до клетките, да кажеме, и ги одзема оние отпадни материи и битно е тоа да работи синхронизирано, за да нашиот организам функционира нормално. За да можеме да збориме што се всушност срцеви аритми, јас би сакала само кратко да објаснам на наједноставен начин што можам, што значи и како работи срцето. Значи, ние имаме 4 срцеви шуплини и во едно од тие срцеви шуплини се наоѓа едно јазволче од каде што потекнуваат тие срцеви импулси. Како резултат на тој срцев импулс доаѓа до контракција или испумпување на крвта од срцевите предкомори кон срцевите комори. Импулсот понатака се шири до едно друго јазволче, од тоа јазволче продолжува да се шири кон срцевите комори, значи кон останатите срцеви шуплини се испумпува крвта и се носи до целиот организам. Таквото синхронизирано работење на срцето ни овозможува еден нормален ритам и ние вака кога си седиме во мир, нормално е да пулсот ни биде од 60 до 100 удари во минута и благодарение на тоа, нели, нормално си функционираме. Така, значи, она што е синкопа во музиката, тоа е срцевата аритмија во кардиологијата. Колку типови на нарушување на ритамот на срцето постојат? Така, значи постојат повеќе типови на нарушување на срцевиот ритам и тука е важно да споменеме дека тоа е многу опширна патологија и можеме да зборуваме цел ден. Јас ќе пробам само накратко да ги споменам оние што се најбитни или најчести меѓу популацијата. Тука е значи една синусна тахикардија, тоа значи дека ритамот ни потекнува од тоа првишното јазволче кој го кажав, синусно предкоморното јазволче и срцето работи со над 100 удари во минута. Често синусна тахикардија се јавува кај луѓе кога имаме напор, кога се агитирани, меѓутоа може да се јави и во одредени патолошки состојби. Дали се тоа од кардијално или срцево потекло, ќе ги споменеме покасно, може да бидат и од несрцево потекло. Исто така, тука влегува и синусната брадикардија и тоа е ритам кој потекнува од тоа јазволче од кај што се ствараат срцевите импулси, значи меѓутоа сега срцево работи со ритам по 60 удари во минута и често се јавува кај спортисти. Кај нив срцето е адаптирано да го истрпи физичкиот напор и затоа во мир работи побавно, може да биде идиопатски или па може да биде предизвикано јатрогенно, ние знаеме да кажеме, како резултат на употреба на одредени лекови. Понатакам продолжуваме кон аритмии кои потекнуваат од срцевите предкомори и тука имаме едни
предвремени, предкоморни контракции или екстрасистола, ќе кажеме предкоморна, тоа е еден ритам кој потекнува од фокус, кој не е од тоа јазолчето што го споменав на почетокот, и ние го осеќаме како удар кој настанува порано од оној што е очекуван. Овие суправентрикуларни или предкоморни екстрасистоли не бараат некои посебни исследувања и ги викаме дека се малку така, не се толку опасни или се безопасни. Оние кои се мора да ги потенцираме, меѓу луѓето се познати и ги има се чести, се предкоморниот флатер и предкоморната фибрилација, и тоа е прилично брза срцева и неправилна срцева работа. Понатака имаме од едно друго јазолче, тоа се така наречени суправентрикуларни тахикардии, и на крај ќе ги споменеме битните коморните тахикардии, значи потекнуваат од фокуси од срцевата комора, и овдека се битни две: коморна тахикардија, коморна фибрилација или коморна екстрасистола. За разлика од предкоморните екстрасистоли, коморните екстрасистоли се битни, бидејќи тие некогаш не насочуваат и мораме да ги испитаме. Тоа значи дека имаме екстра удар или ектопичен удар кој потекнува од срцевата комора, и истата се јавува најчесто во склоп на одредени патолошки состојби кои потекнуваат од срцето. Коморната тахикардија и коморната фибрилација. Коморната тахикардија имаме неколку низа на такви екстрасистоли, значи кои се јавуваат, и тие се со фреквенција повише од 100 удари во минута, и она што е најживото загрозувачка, значи е коморната фибрилација. Тука имаме еден брз и регуларен ритам на коморите. Во тој момент коморите не пумпаат крв, туку тие само треперат. И можеме да кажеме дека во тој момент срцето е во застој и е битна брза интервенција или дефибрилација за да го вратиме срцето во нормален ритам, инаку можно е да се случи несакано нешто. Ситуации, да. Какви симптоми најчесто чувствуваат пациентите кои што имаат срцева аритмија? Пациентите кај кои се јавува срцева аритмија, значи доаѓаат со една низа на симптоми, и одредени се специфични, одредени се неспецифични симптоми. Во смисла специфични, ќе дојде пациент во амбуланта и ќе каже: осеќам дека срцево ми прескокнува, или осеќам дека ми излегува од контрола срцето, го осеќам ударот во грло. Значи тоа се одредени дека срцето ми работи неправилно. Значи вознемирено, ми трепери срцето. Значи тоа се отприлика така поспецифични симптоми. Меѓутоа може и неспецифични. Да каже дека се осеќа замор, осеќа малаксалост, слабост, немоќ. Може исто така укажуваат дека некогаш имаат краток здив, дека ги гуши. Значи тоа се отприлика симптоми кои пациентот ги кажува при влез во амбуланта, и особено е битно разговорот доктор-пациент, да му се дозволи на пациентот да се ги каже симптомите, за да нас не насочи во која насока ќе ги правиме понатамошните испитувања. Так. Кои се ризик фактори и најчести компликации кои што може да се случат? Така, ризик фактори или причини до кои доаѓа, јас веќе споменав дека можат да бидат како од срцево, така и од несрцево потекло. Од срцево потекло најчесто се јавуваат аритмиите како резултат на коронарна артеријска болест, тогаш кога викаме дека постои запушување или стеснување на крвните садови што го хранат срцето. Може да се случи да се појави аритмија во моментот кога пациентот доживува срцев инфаркт или аритмија која произлегува од претходно прележен срцев инфаркт. Причина за појава на аритмии може да бидат валвуларните болести. Тоа се оние клапи или залистоци кои отвараат, затвараат, и кога тие се болни, некогаш се појавуваат аритмии. Високиот крвен притисок, причина за појава на аритмии. Воспаление на срцевиот мускул, е причина. Одредени кардиомиопатии кои можат да потекнуваат, да имаат и генетско потекло, да се пренесуваат со генерации, исто така се причина за појава на срцевите аритмии. Од друга страна, постојат и некардијални, причини за појава на несрцева причина за појава на аритмија. Тука би ги споменала како првично, например, анемиите, кога има пониска крвна слика, ниско серумско железо, знае да се осети дека срцето чука малку побрзо, шекерот,
тироидната жлезда, без разлика дали тироидејата е во хиперфункција или во хипофункција, знае да биде причина за појава на аритмија. Исто така имаме состојби кога нарушување на електролитите, натриум, калиум, значи тука понатака во последно време податок добивме дека и ковид инфекцијата знае да употребата на кафе, повеќе алкохол, забранети супстанци, исто така се причина. Стресот веќе да не збориме. Да, тоа е основата на сите компликации можни. Кои се диагностички методи кои што денеска ги применувате во Аџивадем Систина? Така, диагностички методи, значи најважно е да се матичниот доктор или кога пациентот ќе осети дека има таков проблем, да се закаже преглед кај доктор кардиолог, кој понатака ќе знае у која насока ќе се движат испитувањата. Основно нешто е веќе споменав. Добрата анамнеза или добриот разговор со пациентот, симптомите и после тоа ние одлучуваме што понатака. Прво нешто што се прави е електрокардиограм или се отсликува ЕКГ. Многу често знаеме на ЕКГ да не ги фатиме ниту прескокнувањата, ниту аритмијата. Следно нешто што се прави е поставување на 24-часовен холтер за ритам или тоа е мониторинг, 24 сати се отсликува, се отснимува, тоа е посебно на срцето. Се прави ехокардиографија за да се исклучат претходно споменатите валвуларни болести, се прави коронарен стрес тест за да се види дали евентуално постои запушување на крвни садови кои предизвикуваат, значи или се поврзани некои аритми со физичка активност. Значи тоа е нешто што се прави коронарографија и електрофизиологија. Електрофизиологијата е специфична срцева катетеризација, каде што во срце се воведуваат специјални катетери и со нив може да се предизвика појава на аритмија и да се стопира. Јас денеска еве би кажала дека во Македонија се одбележуваат 30 години од електрофизиологијата. Токму на денешен ден. Токму на денешен ден би им го честитала ова на колегите електрофизиолози и во нашава установа работат двајца врвни електрофизиолози и би им посакала уште многу успешни интервенции. Одлична коинциденција, впрочем и не постојат случајности, се си е токму така како што треба да биде. И сосема накратко на самиот крај да ни кажете нешто повеќе околу третманот и превенцијата. Така, третманот може да биде со лекови, значи ние тука имаме неколку типа на лекови кои се даваат и за контрола на ритамот, значи да го вратиме срцето во нормален ритам, и за контрола на рейтот на срцето, може да биде особено е битно дека да споменам кај на пациентите дека битна е терапијата антикоагулантна, значи таму кај што докторот препишува терапија за разредување на крвта. Во никој случај не смеат сами да ја прекинат бидејќи компликацијата од прекинување на овој лек и не дај Боже мозочен удар, срцева слабост или ненадејна срцева смрт. Покрај тоа постои електрокардиоверзија или тоа е кога се испорачува електрошок, значи по соодветна примена преку градниот кош за да срцето го вратиме во нормален ритам. Може да се користи катетер аблација која се надоврзува на претходно назначената електрофизиолошка студија и на крај нормално имаме имплантација или поставување на одредени девајси, меѓутоа тоа е некое понапредно ниво, така да кажам. И уште една препорака, дали пациентите со одредена срцева слабост или еве конкретно срцеви аритми се препорачува да се бават со некаков спорт и кој би бил тој кој што би бил најбезбеден за нив? Така, значи во основа најбитно е да превенираме за да не стигнеме до вакво нешто, а во однос на тоа што треба да се спортува, зависно од типот на аритмијата која пациентот ја има. И како е таа регулирана, значи тоа што ако пациент има срцева аритмија, не значи дека ние го ограничуваме од физичка активност, туку напротив, викаме треба да имате континуирана физичка активност, да се внимава околу исхраната, да се пијат редовно лековите и се разбира редовните кардиолошки контроли. И да се консумираат цигаритата, нели? Така. Тоа веќе не го ни споменуваме бидејќи многу пати е говорено, а и верувам дека не постои човек кој што не знае колку се штетни цигарите по здравјето, не само на оние кои што ги пушат, туку и на околината, на средината околу нив. Доктор Златана, многу ви благодарам што и ова утро превениравме, проговоривме за срцевите аритми и за се она со кое што верувам дека многу од нашите гледачи се соочуваат и успешно се справуваат. Минути за здравје ќе имаме и понатаму, не само во петоците, туку и во останатите денови. Поздрав до целиот тим во Аџивадем Систина, до сите ваши колеги и наши гости, минати и идни, и да некоја тема повторно ќе се
се дружиме.